Божий благослов, братя и сестры. Божий благослов. I'm very happy that we can be again in this place, in the house of worship. Многу сум среќен што можеме повторно да бидеме тука заедно во домот на молитва At the beginning of the Sabbath day. на почетокот на саботниот ден. I'm also happy because today was not a rainy day. Исто така сум среќен што денес не беше дождлив ден, Although outside we could barely see the sun, иако надвор од двај можевме да го видиме сонцето, but it was a beautiful day. но сепак беше еден убав ден. Me with my friends, we went for a walk here in Skopje. Јас со моите пријатели отидовме на прошетка низ Скопје And as we were traveling and look at the people, и како што се движевме и ги гледавме луѓето надвор, I was praying for this city. јас се молев за овој град. I also pray for you Исто така се молев за вас, that the Lord may bring us all together safe and in good health in this place. Господ да не доведе сите заедно безбедни на ова место And this Sabbath may be recorded in heaven и оваа сабота да биде регистрирана на небо as an occasion when all of us we come closer and closer to Jesus. како прилика во која што ние се поблиску и поблиску доаѓаме кон Исуса. Tonight we need again the power and the presence of the Holy Spirit. И ова вечер повторно имаме потреба од силата и присуството на Светиот Дух, Because our minds, they need the help of God to understand the spiritual things. затоа што нашите умови имаат потреба од Божјата помош за да можеме да ги разбереме духовните нешта. Prior to open the Bible, Така што пред да ја отвориме Библијата, if you have the possibility and health, let's bow our knees and pray again before our God. ако сте во можност, да клекнеме повторно на нашите колена и да се помолиме на Господа. Dear Heavenly Father, Драг небесни Оче, Lord, we are at the beginning of your Sabbath day, your holy day. Господи, се наоѓаме на почетокот на саботниот ден, Твојот свет ден. And first of all, we want to come before your presence. И пред се доаѓаме пред Твоето присуство And we want to thank you, Lord, for your goodness and mercy and love that you bestow upon us. и сакаме да Ти заблагодариме за Твојата милост, за Твојата добрина и благослови што ги вложуваш во сите нас. Dear Lord, you are a merciful God, Господи, Ти си милостив Бог and you have patience with all of us. и имаш трпение со сите нас. And in a special way, we want to thank you for your protection during this week. И специјално сакаме да заблагодариме за Твојата заштита во текот на оваа седмица. At this moment, we want, Lord, first of all, to forgive us of our sins. Овој момент пред се сакаме, Господи, да ни ги простиш нашите гревови, Wash us and cleanse us with the blood of Jesus Christ. да не измиеш и да не испереш со крвта на Исуса Христа. And in the same time, we want power from heaven. И во исто време просиме сила Твоја од небото, That we may live a life of victory and obedience through your power. за да можеме да живееме еден живот на послушност и победа со Твојата сила. In a special way, we want to ask you tonight for the presence of your Holy Spirit. Посебно те молиме вечерва за присуството на Твојот свет дух, Guide our minds, Lord. води ги нашите мисли, Put your Господе, words also in my mouth and the translator, па вложи ги Твоите зборови во мојата уста и кај преведувачот, that this message to be understood, за да оваа порака биде and разбрана. in the same time to see clearly that we indeed we live in the last days. И во исто време да согледаме дека навистина живееме во последните денови. In Christ Jesus' name we prayed. Ова те молиме во името на Исуса Христа. Amen. Амин. As Brother Yanni was asking you if you took your Bibles at church, Кога брат Јани ве прашуваше дали ги донесовте вашите Библии во црква, I understand that you are obedient.
Разбрав дека сте послушни. And may the Lord help each one of us to stick to this very good habit. И нека Господ ни помогне сите нам да се држиме до оваа многу добра навика. To come in the church and in the presence of God with the Word of God. Да доаѓаме во црква и во Божјето присуство заедно со Божјото Слово. Because we are living in a time on this earth history, last days, Бидејќи живееме во ова последно време од земската историја, when people, they do like to come to church. во кој луѓето сакаат да доаѓаат во црква, They like to have these fellowship meals and communion. сакаат да имаат заеднички оброци, ручеци, света вечера, People, дружење. they love also to hear music, participate to concerts and everything. Исто така сакаат да слушаат музика, учествуваат во But концерти. unfortunately, there are few people who really love the Word of God. Но, за жал, малкумина се тие што навистина го љубат Божјето Слово. And may the Lord help this church here in Skopje И нека Господ ти помогне на оваа црква тука во Скопје and all our brothers and sisters from this country. и на сите браќа и сестри од оваа земја. May the Lord put in our hearts a love for the truth, Господ да вложи во нашите срца љубов кон вистината. that we may not be only hearers of the Word of God, За да не бидеме само слушатели на Божјото but Слово, in a special way to become obedient, туку на посебен начин е да станеме послушни, fulfilling the will of God. исполнувајќи ја волјата Божја. Tonight we are going to study again from the book of Revelation, chapter 13. Ова вечер повторно ќе проучуваме од Откровение 13 глава. And by God's grace, tonight we are going to start understanding more about the second beast of Bible prophecy. И ова вечер ќе почнеме да разбираме нешто повеќе за вториот ѕвер од библиските пророштва. The second beast from Revelation chapter 13 Вториот звер од Откровение 13 глава, that is dealing with United States of America in Bible prophecy. за кој што се работи за Соединетите Американски држави во библиските пророштва. Last night I asked you to put an ear Синоќа next to verse 10 from this chapter. Синоќа ве повикав да ставите година по 10-тиот стих од оваа глава. And we say that this year is the year when the first beast, the papacy, received the deadly wound. И кажавме дека во таа година, тоа беше годината во која што првиот звер, папството, ја примило својата смртна рана. And we say that this year is 1798, И рековме дека таа година е 1798-та. when after this period of papal persecution, Кога по целиот овој период на папски прогонства, starting from 538 till 1798, кој започнал во 538-та и завршил 1798 година, this system, овој систем, the papacy, was ruling the world, папството, владеело со светот, persecuting God's people, прогонувајќи го Божиот народ, going against religious freedom, the liberty of conscience, борејќи се против верската слобода, слободата на совеста, persecuting those that wanted to be obedient to the word and the commandments of God. и прогонувајќи ги сите оние кои што сакале да бидат послушни на Божите заповеди и Божиото слово. And we saw that in 1798, Исто така видовме дека во 1798 година this first beast, the papacy, received a deadly wound, овој прв звер, папството, примил смртна рана. and that wound was a wound of a sword. И дека таа рана била нанесена од меч, беше рана од меч. When General Berthier of Napoleon Bonaparte Кога францускиот генерал Бертие на царот Наполеон Бонапарта took captive Pope Pius VI, го заробил папата Пио VI, and papacy received
its deadly wound. И папството ја примило својата смртна рана. But the Bible is saying that in the future, this deadly wound will be healed. Но Библијата ни кажува дека во иднина оваа смртна рана ќе се излечи. And now, looking in the Bible prophecy next, И потоа, кога ќе погледнеме во библиските пророштва, when this system was falling кога овој систем се распаѓал and coming out, going into the wilderness, just like we read in Revelation 17, и самиот тој отишол во пустина, како што читавме во Откровение 17 глава, the Bible is presenting another beast coming into the scene. сега Библијата, значи во вториот дел од главата, ни прикажува еден втор звер кој што настапува на сцена. Let's read together starting from verse 11 of Revelation chapter 13. Да започнеме да читаме заедно од 11 стих на Откровение 13 глава. And I beheld another beast coming up out of the earth, И видов друг звер како излегува од земјата. and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon. И тој имаше два рога како кај јагне и зборуваше како змев. Verse 12. And he exercised all the power of the first beast before him. 12 стих. И ја извршува сета власт на првиот звер во негово присуство. Now, according to these two Bible verses, there are two beasts. Значи, според овие два библиски стиха, имаме два звера. The first beast we saw that this is pointing to the papacy, the Roman Catholic system. Првиот звер се однесува на папството или римокатоличкиот систем, But this second beast is going to come upon the scene of this world но овој втор звер ќе настапи на сцената на овој свет after the first beast. This is very important. после првиот звер. Вториот звер значи ќе се појави после првиот звер. Ова е многу важно. Now let me ask you right now. И би сакал да ви поставам едно прашање. What is a beast in Bible prophecy? Што представува зверот во библиските пророштва? When we are speaking about a beast in Bible prophecy, Кога зборуваме за зверови во библиските we are пророштва, speaking about зборуваме за што? a kingdom, Царства, a nation. значи нации, држави. For those who are taking notes, you can read this in Daniel chapter 7, verse 23. За сите вас кои што фаќате забелешки, ова може да го читате во 7 глава од книгата на пророкот Даниел, 13 стих? 23. 23 стих. So a beast is pointing to a nation. Значи, зверот, општо, во библиските пророштва се однесува на нација, земја, држава. And we have examples even in the Old Testament. И имаме и некои примери, дури во Стариот Завет. If you remember when God was speaking and depicting the power of Medo-Persia, Кога, например, Господ зборуваше и ја предскажуваше моќта на Медо-Персиското царство, and God was symbolizing this nation of Medo-Persia with a ram that was having two horns. и ова царство, Медо-Персија, во Даниел 8 глава, Господ го представил со еден овен кој што имаше два рога. Do you remember? Се сеќавате ли на тоа? And another beast, a he-goat, А потоа се појави еден друг звер, Bible is saying- козел или јарец. and the Bible is saying in Daniel chapter 8, verse 21, Тоа Библијата ни го кажува во 8 глава од Даниел, 21 стих, that this he-goat is pointing to the nation of Greece under Alexander Macedon. дека овој козел или јарец се однесува на грчкото царство под Александар Македонски. So this information you already knew. Вие веќе ја знаевте оваа информација. I'm just showing you that this symbol of a beast is pointing again and again in the Bible to a nation, a kingdom. Само сакам значи да ви
укажам на тоа дека поимот ѕвер во Библијата се однесува на држави, царства, нации и така натаму. So is it clear so far this? Дали досега е сето ова јасно? That means, very important, Тоа значи многу важно that around the year 1798, дека околу годината 1798 when the first beast, the papacy, was coming out from the scene of the world, во времето значи кога првиот звер папството си заминуваше од сцената на as the светската papacy историја was coming down, или кога папството значи се симнуваше John Od vlast. is seeing another power raising up during this time. тогаш апостол Јован значи забележал една друга сила која што се издига во тоа време. Again, let's read Revelation chapter 13, verse 11. Повторно значи да го прочитаме 11-тиот стих од Откровение 13 глава. And I beheld another beast coming up. И јас видов друг ѕвер како излегува од земјата. So when John was looking at this beast, Значи кога Јован во визија го гледал овој втор he ѕвер, is not seeing this big beast coming up at that moment, 1798. тој не го гледа вториот звер како излегува во истиот момент, иначе 1798 година, But he is seeing this beast rising up already. She is developing like a plant, is growing slowly. туку дека тој звер веќе бил во фаза на излегување, на раст, значи како едно растение кое што постепено расте и се развива. Now, a very important detail for you. Сега е многу важен детал за вас. And I'm presenting this information because we need to share this with the people, my brothers and my sisters. И ова ви го споделувам со вас, бидејќи ние треба ова да го споделуваме со другите луѓе, Let браќа me и ask сестри. you, according to the Bible, Да ве прашам, според Библијата, from where is the first beast coming up? од каде излегува првиот звер? The first beast, Првиот from where звер. is coming up? Од каде излегува првиот звер, според оваа глава? The Bible is saying that the first beast is coming up from the sea. Библијата ни вели дека првиот звер излегува од морето. And if you look carefully in Revelation chapter 13, verse 1, И ако внимателно читаме во првиот стих од 13 глава, this first beast is a composed beast. значи овој прв звер е еден комбиниран звер. We have the elements from a lion, Значи составен од различни елементи, од лав, from a bear, од мечка, from a leopard, од леопард from a dragon beast. и од змев, Now let me ask you this. диносаурус. Where in the Bible Каде во Библијата we have this beast presented in the Old Testament coming out from the sea? Каде во Библијата овие различни ѕверки ги гледаме како излегуваат од морето во A Стариот lion, Завет? Лавот, a bear, мечката, a leopard, леопардот and the terrible beast. и страшниот и ужасен In звер. what chapter from the Bible in Во Old која Testament? глава од Библијата во Стариот Завет ги гледаме Help овие me. ѕверки? Помогнете ми. Daniel chapter Данијел 7. глава 7. Now let's go to Daniel chapter 7 very Да отвориме таму quickly. на брзина во Данијел 7 глава. Put a sign there in Revelation 13 because we are going to come back. Значи ставете врвца на 13 глава Откровение, таму брзо ќе се вратиме. Now let's read from Daniel chapter 7, Да отвориме сега во Данијел 7 глава and we want to read starting at verse 2. и сакаме да почнеме да читаме од вториот стих. Данијел 7 глава почнувајќи од вториот стих. And Daniel spake and said, I saw in my vision by night, and И behold, Данијел, значи, виде пророчки сон во главата своја, во леглото свое, the four winds of heaven strove upon the great sea.
И видов во ноќното свое видение, а таму 4 небесни ветра го брануваа големото море. Golemoto more, underline, yes? Чи големото море подвлечено. Verse 3, and 4 great beasts come upon from the sea. И сега третиот стих. И 4 големи звера излегоа од морето. So from where these beasts are coming up? Значи, Very од каде important. излегуваат овие 4 звера? From the Откаде? from the sea. Now, Од морето. I want to ask you something that you should already know. Би сакал да ве прашам нешто што мора досега да сте го знаеле. My brothers and my sisters, Бои браќа и сестри, if during the night ако за време ноќта somebody is how can is calling you out from your sleep, ако за време ноќта некој ве разбуди од кревет, од сонот, you may forget your name. може да го заборавите своето You име, may forget your address where you live, да ја заборавите адресата каде што живеете. but you cannot forget these important things from the Bible. Но не смеете да ги заборавите ова важна информација These од are Библијата. vital things that each one of us we have to know. Ова се многу важни нешта кои што секој еден од нас треба да ги знае. Now, let me ask you this. According to Daniel chapter 7, Да ве прашам сега, според Данијел 7 глава, which nation, kingdom, was represented by this lion with eagle's wing? кое царство, која држава била представена со овој лав кој што имал орелски крилја? Daniel, what power Daniel was 7 represented глава. by this symbol? Која сила е представена со овој символ? Gromche. What? Babylon, yes? Now, Вавилон, да. now, what power, what kingdom was symbolized by this bear with 3 bones in his mouth? А кое царство пак било представено со оваа мечка која што имаше 3 коски или ребра во устата What своја? nation after Babylon? По Вавилон, која нација е тука Medo представена? Persia, yes? Медо Персија, Now, нели? what Да. nation is being symbolized by this leopard? А која нација е представена со овој леопард? After Medo Persia. После Медо Персија. This is Macedonia. This is Greece. Yes? Ова е Грција, нели? Yes? No, they disagree. They disagree. Yes? They disagree, no. Now, listen. Now, listen very carefully. Very important. Who is the fourth beast of Bible prophecy? Сега, многу важно. Кој е четвртиот звер од библиското пророштво? This is pagan Rome. Паганскиот Рим. And the Bible is saying that all these nations А Библијата ни вели дека сите овие are држави being seen coming out from Velika More, da? Da? From the Great Sea. се видени како излегуваат од големото море. Now, let me ask you this. Да ве прашам. According to the history, Според историјата, what region of the world was conquered and occupied by Babylon? која област од светот била освоена и владеена од Вавилонското царство? What part of the world? Where Каде? are the Кој дел од светот? ruins of Babylon Empire? Каде се наоѓаат остатоците од Вавилонската империја? Where? Каде? The Во- Middle East, На Блискиот исток. Iran, Иран, Iraq. Ирак. This part of the world was occupied by Значи, Babylon. овој дел од светот Yes? бил некогаш окупиран од Вавилон. Now, the second beast we saw that was Medo-Persia. А вториот звер видовме дека е Медо Персија. Do you know, according to the Bible, Дали знаете според Библијата what parts of the world was conquered and occupied by Medo-Persia? кој дел од светот бил окупиран и владеен, освоен од Медо Персија? Let's read from the Bible straight. Ајде да прочитаме директно од Библијата. Go with me to the book of Esther chapter 1. Да отвориме во книгата Естира, прва глава, Esther chapter 1, and we want to read starting at verse 1 and 2. Во Естира прва глава ќе ги читаме првиот и вториот стих. Esther chapter 1, 1 and 2. Значи, Естира прва глава, први и втори стих. Now,
Now it came to pass that in days of Ahasuerus, Значи, првиот стих од првата глава. Тоа беше за време на владењето на Ксеркс. this was the king of Medo-Persia according to the book of Esther. Значи, според книгата на Естира, овој Ксеркс беше медоперсиски цар. Now listen what the Bible is saying further. It's saying that he which reigned from India even unto Ethiopia over 107 provinces. И тука се вели дека владеел на 127 области од Индија до Етиопија. So where is India? Каде е Индија? What part of the world? When we are saying India, Каде се наоѓа This is Индија? in- На кој дел од светот? this is Asia, yes? Се наоѓа во Азија. So Да? Asia was occupied by Medo-Persia, a part of Asia, yes? Значи, еден дел од Азија беше окупиран од Медоперсија. Now where is Ethiopia? А каде се наоѓа Етиопија? What continent? Во кој континент? Africa. Африка. So these regions of the world, Значи, овие области од светот, the Middle East, Блискиот Исток, Asia, Азија, Africa, Африка, Europe, Европа, this is the sea pointed in the Bible. сите овие области се тоа морето за кое што зборува when we Библијата. look at Greece and Rome, pagan Rome, Кога гледаме на Грција, на Рим, паганскиот we Рим, know that they occupied this part of the world, especially Europe. Yes? претежно, значи, го окупирале, биле распространети на европскиот континент. But this second beast in Revelation 13 Меѓутоа, овој втор звер од Откровение 13 глава, is not being seen coming out from the sea. тој не е виден како излегува од морето. Listen what the Bible is saying in Revelation 13. Послушайте што кажува Библијата во Откровение 13 глава. So these beasts were coming out from the sea. Значи, сите овие зверки што ги видовме излегува од морето. But this second beast, Со се првиот звер од 13 the глава. Bible is saying, and I beheld another beast coming up out of the earth. Но во врска со вториот звер, 13 глава вели дека видов друг звер како излегува од земјата. So this second beast that is going to rule in the world during 1798 Значи, овој втор звер кој што ќе владее со светот во 1798, it's occupying a territory тој се простира на територија that is not in Asia, која што не е во Азија, it is not in Africa, не е во Африка, it is not in the Middle East, не е на Блискиот Исток, it is not in Europe. не е во Европа. Why? Зошто? Because these parts of the world are being presented as the Great Sea. Зошто? Затоа што сите овие светски области беа представени како големото море. The second beast is being presented as coming out from the earth. Но вториот звер е прикажан како излегува од земјата. Let's go together in the book of Genesis chapter 1. Да отвориме заедно во Битие прва глава. How many of you understood so far what we studied? Колку It мене is од вас clear. досега го разбра сето ова Alright. што го проучуваме. Let's go to the book of Genesis chapter 1. Да отвориме во првата книга, првата глава од Библијата. And let's read verse 9 and 10. Да ги прочитаме 9-тиот и 10-тиот стих. And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place. Значи 9-тиот стих. И Бог рече, нека се собере водата што е под небото на едно место, And let the dry land appear, and it was so. и нека се појави копно, и стана така. And God called the dry land earth. И копното Бог го нарече земја. So, according to the book of Genesis, Значи, според Битие, how can we say a synonym for earth? како поинаку можеме да кажеме синоним за земја? The Bible is saying a dry
land. Библијата тоа го нарекува копно, сува This is земја. a place where the water is absent. Значи тоа е место каде што има отсуство од вода, нема вода. Now, in the Bible prophecy, Во библиските пророштва waters are a symbol of what? водите се символ на што? Peoples. Nations, Да, народи, kingdoms, tongues, царства, people. This is, јазици, народи. we are speaking about a place in the world Значи зборуваме за некое место во светот where we have many people, gatherings of people. каде што имаме собрано многу различни народи. But this nation, the second beast, Но оваа нација, представена со вториот is звер, being seen as coming up from the earth. е видена како излегува од земјата. This beast is being seen raised up in an unpopulated area. Значи овој звер е виден како се подига и настанува на една ненаселена територија. Around what year? Околу која година? 1798 година. Now, then the Bible is saying Потоа Библијата кажува that this beast is having two horns as a lamb. дека овој втор звер има два рога како кај јагне. Now, the first beast in Revelation 13, Сега, првиот звер од 13 глава, let's read verse 1 in Revelation 13. ајде да го прочитаме уште еднаш, Откровение 13 глава, првиот стих. We need to go step by step. Треба да одиме чекор по чекор. And tonight I want to show you again why you are Seventh-day Adventist. И вечерва сакам да ви покажам уште еднаш зошто сте адвентисти на седмиот ден. Because we can point in the Bible why we are Seventh-day Adventists. Затоа што можеме во самата Библија да покажеме зошто сме адвентисти на You'll see. седмиот ден. Now, listen what the Bible is saying in Revelation 13 verse 1. Послушайте сега што вели Библијата во Откровение 13 глава, првиот стих. And I stood upon the sand of the sea, И застанав на морскиот песочен брег and I saw beasts rise up out of the sea, и видов како од морето излегува звер having 7 hands and 10 horns. со 7 глави и 10 рогови, And now listen, and upon his horns 10 crowns. а на неговите рогови имаше 10 круни. So you see upon the horns of this first beast is having crowns. Значи, на роговите на овој прв звер гледаме круни. Who is wearing a crown? Кој носи круна? Only Кој? king. Само кој носи a круна? king is wearing a crown. Само некој крал или But цар. this second beast, Но овој втор the звер, Bible is saying is having 2 horns as a lamb, Библијата вели за вториот звер дека тој има два рога како кај јагне, but no crowns upon the horns. но нема круни на тие рогови. That means if a nation is not being ruled by a king, Значи, се работи за нација која што не е владеена од крал, that means it has another way of functioning, of ruling. значи не е монархија, туку има еден друг вид на државно So уредување. if it is not a monarchy Ако ruled не by е, a king, ако не е монархија, значи владеена од крал, that means it is тоа значи дека е, another form of government. If како it се is вика not a тоа, monarchy, ако it's не a е монархија, како се вика тоа државно уредување? Тогаш е republic. република. And the republic is being led by a president И републиката е управувана од elected председател, by the people for the people. избран од народот за народот. So this second beast Значи, овој втор звер is a nation that is being seen rising up during 1798. е нација која што е настанува, се издига за време на таа година In 1798. an unpopulated area of the earth.
во некоја ненаселена територија на земјата, It is not in Asia. која што не е It is Азија, not in Africa. не е Африка, It is not in Middle East. не е на Блискиот Исток It is not in Europe. и не е во Европа. This nation is going to be a republic. И која што нација ќе биде република. And also it is a young nation. Исто така тоа е млада нација It is a peaceful nation. и миролюбива нација. Now, if you remember the other beast we spoke about, Ако се сеќавате за другите ѕверки за кои што зборувавме, these are not vegetarian beasts. овие ѕверки не се вегетаријански In ѕверки. order to rule and survive, they have to kill. За да можат да владеат и да опстанат, овие ձверки треба да убиваат. Точно? Yes? But the second beast is being presented as a lamb. А вториот ձвер пак е представен како јагне. Because he's coming up in a peaceful way. Затоа што овој ձвер се настанува како и се подига на мирен начин. Now, another question for you. Сега уште едно прашање за вас. If God wanted to give a symbol Ако Бог сака да ни даде символ, only to show us that this nation is a peaceful nation, со кој што сака да ни покаже дека оваа нација е миролюбива нација, God was able to say is having two horns like a cow. би можел да каже дека ова ձверка има два рога како на крава, Like a bull. како Yes. вол. But God was trying to tell us something very profound. Но Господ сакал да ни каже нешто подлабоко. Now let me ask you, who is the lamb in the Bible? Да ве прашам, според Библијата, кој е јагнето? Who is the lamb in the Bible? Jesus. Jesus is the lamb of God. Според Библијата, Исус е јагнето. So this nation, when it's going to rise up, Значи, кога ова нација ќе се подигне, it will have ќе има, principles of ruling these nations оваа нација значи ќе има такви принципи на владење, according to the principles of Christ in the gospel. кои што се во хармонија одговараат на Христовите принципи во Евангелието. When Jesus was asked Кога Исус бил прашан, what laws we need to keep in mind for a nation, какви закони треба да имаме да држиме на ум за една in нација, what way a nation has to rule, на кој начин една нација треба да владее, Jesus said very clearly how. Исус многу јасно одговорил како. Luke chapter 20, Во Лука 20 глава, starting from verse 25. I'm not going to read it. почнувајќи од 25 стих, но јас нема да го читам. Remember when they took that coin and brought to Jesus? Сеќавате кога ја зедоа таа монета и му ја донесоа на And they were trying Исус to tempt Jesus. и сакаа да го искушаат And Исуса. Jesus said what? И Исус кажал што? Give to Caesar what belongs to Caesar. Подајте му го на царот царевото, тоа And што give не му to God припаѓа, needs to be given only to а подајте God. му го Божјото на Бога. So the principle that Jesus was saying, Значи, принципот кој што Исус го утврдил the church е дека has to црквата be separated from the state. треба да биде одвоена од државата. These two, they don't have to mingle each other. Овие две, црквата и државата, не треба да се мешаат. The state should not influence the church, and the church should not influence the laws of the state. Државата не треба да влијае на црквата и црквата не треба да влијае на државните закони. Is it clear? Дали ова е јасно? And this nation, at the beginning, И оваа нација во it својот was a почеток protector of religious freedom. била заштитник на верската слобода. When the papal persecution occurred, Тогаш кога се случиле папските прогонства, the Bible is saying that the faithful people of God were trying to flee and escape the life. Библијата ни кажува дека верниот Божји народ се обидел да избегне и да го спаси својот живот, And the earth helped the woman.
и дека земјата и помогнала на жената, на црквата. Look what the Bible is saying in Revelation chapter 12. Да го погледнеме тоа уште еднаш во Откровение 12 глава. Revelation chapter 12, Откровение 12 глава. and let's read verse 14. Кажете како прочитаме 14 стих. 12 глава, 14 стих. And to the woman were given 2 wings of a great eagle, И се дадоа на жената две крилја како на голем орел, that she might fly into the wilderness into her place, за да одлета во пустината на своето место, where she is nourished for a time and times and a half a time from the face of the serpent. каде што ќе се храни време, две времења и половина време далеко од лицето на змијата. Who persecuted God's people during this time? Кој ја го прогонувал Божиот народ за време на овој период? The little horn, Малиот рог, the beast, ѕверот, the man of sin, човекот на беззаконието, Jezebel. They Езавелја. are pointing all to the same power, the papacy. Сите овие имиња се однесуваат на една сила на папството. Verse 15. 15 стих. And the serpent cast out his mouth water as a flood after the woman, И змијата од устата своја испушти по жената вода како река, that he might cause her to be carried away of the flood. за да ја одвлече со реката. And the earth helped the woman. Но земјата и помогна на жената. Who came to protect the woman, the church of God? Значи, кој и помогнал на жената, на Божјата црква? The earth. Земјата и This помогна. is the second beast in Revelation А chapter тоа е 13. всушност вториот звер од Откровение 13 глава. This was a country that was protecting the religious rights. Значи, се работи за земја која што ги штитела верските права. When the papacy was trying to destroy the church of God, Кога папството се обидувало да ја уништи Божјата this црква, beast овој звер was a protector, a defender of religious rights Овој звер бил заштитник и бранител на верските and права the liberty of conscience. и слободата на совеста. Do you see why he's having these 2 horns like a lamb? Дали гледате зошто има два рога како кај јагне? Because at the beginning of this nation, Бидејќи на почетокот на оваа is нација, starting having Christian principles таа има христијански принципи to rule the nation. за владење. Now, why we are Seventh-day Adventists? Сега, зошто сме ние адвентисти на Now, седмиот ден? go with me in Revelation chapter 10. Отворете со мене во Откровение 10 глава. Revelation chapter 10, very important. Откровение 10 глава, многу важно. Here is being presented a powerful angel come from heaven. Тука ни е прикажан еден многу моќен ангел кој слегол од небото. Now, in verse 2 of Revelation chapter 10, Во вториот стих од Откровение 10 глава, these mighty angels who is no other than Jesus Christ, овој моќен ангел кој што не е никој друг туку самиот Исус Христос, the Bible is saying, Библијата ни вели he had in his hand a little book open, дека во раката своја тој држеше отворена книжка and he set his right foot upon the sea, и ја поставил својата десна нога над морето, and his left foot on the earth. а левата на земјата. Now, you are there in the Bible. Значи го гледате тоа во Question. Библијата. Прашање. Where is the left foot according to the Bible of this angel? Каде се наоѓа левата нога на ангелот според Where is Библијата? being put this foot? Каде се наоѓа The левата left нога на ангелот? The left foot is placed on the earth. Значи се наоѓа на земјата. Now, but in the Bible is saying that in his hand is No. having a little book open. Но Библијата ни вели дека во својата рака тој држеше една отворена книжка. Now we have 2 hands. Сега ние имаме две раце. In which hand the book is open? Во која рака се наоѓа отворената книжка? Is the Bible giving us information regarding this? Зашто ни зборува Библијата тука? Зашто не информира? Now listen Right what hand. the Bible is saying in verse 5. Somebody said right hand. The Bible in verse 5.
Verse да 5. видиме што пише во 5 стих. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven. 5 стих. И ангелот кога го видов како стои над морето и над земјата, ја крена раката своја кон небото. Now let me ask you this. Сега да ве прашам. When we are saying that the Bible is saying that he lifted up his hand to heaven, Кога Библијата вели, како што читаме дека тој ја кренал раката своја кон небото, I don't know how it is in your language, не знам како е во вашиот but јазик, it's being said that in original language it's being said that he raised up his right hand to heaven and swear. но во изворниот текст се вели дека ја кренал својата десница кон небото. Now, if I raise up my right hand, Значи, ако ја кренам својата десна рака, in which hand is the little book open? во која рака се наоѓа отворената книга? What hand? The left hand. Во Yes? левата рака, да? Where is the left foot? Каде се наоѓа левата нога? On the earth. На земјата. Where is the book open? In what hand? Каде се наоѓа отворената книга? Во која рака? The left hand. Во левата рака. When we say that this book was open, А кога little велиме book, дека оваа мала книга била отворена, which book is this? за која книга се работи? This little book. Која е оваа мала It книга? is not a big book. Значи не е некоја голема книга. It is a little book Представена ни како мала книга, that како now книжка, is open before the people. која што сега е отворена пред народот. Which book from the Bible Која книга од Библијата was being closed and sealed била затворена и запечатена till the time of the end? до последното време? What book is this? Која е таа книга? The book of Daniel. Книгата на пророкот Даниел. Daniel 12 verse 4. Даниел 12 глава 4 стих. The angel Gabriel is saying to Daniel, Ангелот Гаврил му вели на Даниела, seal the book. запечати ја книгата. Now, when the angel said seal the book, Кога ангелот вели запечати ја книгата, is this saying that till the time of the end, и исказот запечати ја до последното време, we cannot understand anything from the book of Daniel? дали тоа значи дека до последното време нема да разбереме ништо од книгата на пророкот Даниел? No. Не. Do you remember the angel Gabriel Дали се сеќавате дека ангелот Гаврил explained very clearly многу јасно објаснил to Daniel elements of Bible prophecy? на самиот Даниел, му ги објаснувал некои елементи од библиските He пророци. said this beast is Medo-Persia. Велејќи му, например, тој звер е Медоперсија, This beast is Greece. тој звер е Грција. Remember when even Jesus Christ said, Се сеќавате дури кога Исус Христос when you will рече, see the abomination of desolation, кога ќе го видите, ќе ја видите мерзоста на запустението, according to the book of Daniel, според пророштвото на Даниел, whosoever readeth, оној кој што чита, let him understand. нека разбере. So when the Bible is saying that the book was closed, Значи, кога Библијата вели дека книгата била затворена sealed, или we are запечатена, not speaking that the whole book of Daniel was closed and we are not able to understand the prophecies from this book. тоа не значи дека целата книга на Даниел била запечатена и неразбирлива, дека ништо не можеме да разбереме од But it неа. was one prophecy Туку дека се работи за само едно Especially пророштво, конкретно, that God said it will be sealed за till кое the што last days. Господ рекол дека ќе биде запечатено до последните денови, Go до with me to the последното book of време. Daniel chapter 8. А тоа го наоѓаме во Даниел 8 глава. Daniel chapter 8 Даниел 8 глава, verse 26. 26 стих. 20 26. 20, Daniel chapter 8, yes. Let's read verse 26. Да го прочитаме во Даниел 8 глава 26 стих. And the vision of the evening and the morning which was told is true.
А и видението за вечерта и утрината, за кое ти се рече ќе се исполни, Wherefore shut thou up the vision, но ти сокри го тоа видение, for it shall be for many days. зашто се однесува на далечни времиња. Which vision from Daniel Која визија од Даниел is with the mornings and the evenings? содржи во себе вечери и утрини Unto 2 до Daniel 2300, 13. тоа е Даниел 8 глава 13 стих. Do you remember? Сеќавате? Unto 2300 days, then the sanctuary shall be cleansed. До 2300 вечери и утрини, 14 стих, и тогаш светилиштето ќе се очисти. And God said to Daniel, close this vision, seal it Бог му вели на Даниела, сокри го, запечати го ова видение, for the time of the end. бидејќи се до последното време. Now the angel Сега ангелот, is having his right foot on the sea. ангелот од Откровение 10 глава го има, ја има едната своја нога на морето, Left foot, меѓутоа левата нога ја има на земјата. his right hand is being lifted up, Неговата десна рака е крената нагоре кон небото, and in his left hand а во левата рака is the book of Daniel open. е отворена книгата на пророкот Даниел. What prophecy from the book of Daniel? Кој е пророштво од Даниел? 2300 2300 days. Now, денови. in what place of the earth Во кое место на we земјата will see an interest ќе забележиме интерес to study this prophecy from Daniel 8:14? да се проучува ова пророштво од Даниел 8 глава, 13 и 14 стих. Left Каде што се наоѓа левата рака и левата нога. in this second nation. Значи, во ова втора нација, This is the United States of America. во Соединетите Американски држави. This is the birthplace of the Seventh-day Adventist movement. Каде што се наоѓа, каде што било родното место, почетокот на движењето на адвентизмот на седмиот Now, ден. with all this information, Со сите овие информации, all the details are pointing to one power. сите овие детали укажуваат на една сила, This is the United States of America. а тоа е Соединетите Американски држави. This is a nation Ова е нација that is being seen rising up to power, е developing видена како постепено се издига, се развива како светска around сила 1798. околу 1798 This година. is a nation raised up in an unpopulated area. Нација која што се издигнала на една ненаселена територија. A republic Република with Christian principles, со христијански принципи, guaranteeing the freedom of speech and religious freedom. гарантирајќи ја верската слобода и слободата на говорот. This is the United States of America. Тоа се Соединетите Американски држави. Now, 1776, Во 1776 the Declaration of Independence of this nation. била подпишана објавена декларацијата за независност на оваа нација. This is why I'm saying that during 1798, Затоа велам дека во периодот на this nation 1798 was raising up. оваа нација was developing. веќе се развивала. Yes, Да? Declaration of Independence, Декларацијата за независност, United States Constitutional Convention 1787. на Уставната конвенција на Соединетите држави од 1787 година. Now, I want you to be very careful right now and very attentive. Сега би сакал да бидете многу внимателни. Now, listen. Слушнете. The Constitution of United States of America Уставот на Соединетите Американски држави was written in Philadelphia бил напишан во Филаделфија from May to September 1787. од мај до септември 1787 What година. part of America? Кој дел од Америка? Филаделфија. Филаделфија.
Constitution of America was written in Philadelphia. Значи, американскиот устав бил напишан во You Филаделфија. will see why I'm saying this. Ке видите зошто го велам ова. Philadelphia is the birthplace of religious freedom. Филаделфија значи е родното место на верската слобода. Now, what is the first amendment of the Constitution of United States? Како гласи првиот амандман на Уставот на Соединетите Американски држави? In what place of America was written the Constitution? А каде бил напишан Уставот на Америка? Philadelphia. Now, let's read the first amendment. Да го прочитаме првиот амандман на Американскиот устав. Congress Конгресот shall make no law нема да издаде никакви закони respecting and establishment of religion кои се однесуваат на воспоставување на религија or prohibiting the free exercise thereof. или забранувајќи го нејзиното слободно исповедање. So what they are saying that in United States Значи, велат дека во Соединетите Американски држави never никогаш the Congress of United States of America Конгресот на Соединетите Американски држави никогаш will not give law or pass laws никогаш нема да издаде закони to push or enforce a type of worship. кои што ќе наметнува било какво богослужение. This is written in the Constitution in the First Amendment. Ова нешто е запишано во првиот амандман на Американскиот устав. Freedom of religion, Што значи слобода на религијата, speech, говорот, press, печатот, assembly. било какво собирање. These were written in the Constitution of America. Овие нешта биле запишани во Американскиот устав. We saw that America was the place of a great revival. Видовме дека Америка била местото на едно големо верско An пробудување, interest for the book of Daniel, каде што бил пројавен интерес за пророштвата на Даниел. especially Daniel 8:14. Особено Даниел 8 глава Do you 14 know стих. who is this man here preaching? Дали знаете кој е овој човек кој што тука проповеда? My brothers, do you know who is this Дали man? го знаете овој човек? This is William. Овој е Вилијам William Miller. Милер. My brothers, just like you see here the people gathered, Како што ги гледате тука собраните луѓе, and собраното he мноштво, preached with authority the word of God. а тој со голема власт го проповеда Божјето слово, This is our work today. тоа е и нашето дело денес. And I will say to you why we need to work as much as possible today. И затоа ви велам зошто е потребно и ние да работиме колку што е можно повеќе денес. This is James White Овој е Джеймс Уајт with his wife Ellen White, the prophet of God. со неговата сопруга Елена Вајт. America was the Божјиот пророк. birthplace of Advent movement, Америка била родното место на адвентното движење, a place of religious freedom. место на верска слобода. Now, Сега, do you think that the enemy will stay with his arms like this? дали мисли дека непријателот ќе седи со скрстени раце? Do you think that now when America is guaranteeing religious freedom and freedom of speech, Satan is going to stay like this? Додека Америка гарантира верска слобода и слобода на говорот, ѓаволот ќе седи вака. He will try to counteract the work of God. Тој секако ќе се обидува да се спротивстави на Божјето дело. Now, I want to ask you something. Би сакал да ве прашам, Where was the last place where the Church of God каде било последното место каде што Божјата црква is being seen in Revelation 12 fleeing from the serpent? каде што Божјата црква била видена како бега од лицето на змијата? Where? Каде беше видена дека побегнала? The earth helped the woman. Земјата и помогна на жената. Which nation is being presented as Која The earth. нација е представена со земјата? America? America. Now, go with me to the book of Revelation chapter 12. Отворете сега пак со мене во Откровение 12 глава, Verse 16 and 17.
16 и 17 стих. Откровение 12 глава, 16 и 17 стих. And the earth helped the woman. Но земјата и помогна на жената, And the earth opened her mouth and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. и ја отвори земјата устата своја и ја проголта реката што ја беше испуштил змевот од устата своја. And the dragon was wroth with the woman И се разлути змевот на жената and went. и отиде. Stop. Where is the woman in verse 16? Значи, каде се наоѓа жената според 16 стих? Where is the place where the woman find protection? Каде, на кое место жената нашла помош? In Заштита. America. Во Америка. And now the dragon is saying, И сега змевот I will come after you. вели, јас ќе дојдам по тебе. So where do you think that the dragon, Satan, will work against God's people? Значи, според ова, каде мисли дека змевот, сатаната, ќе работи против Божиот народ? Where? In what nation Каде, especially? во која нација? United States of America. Во Соединетите Американски држави. And now, if we remember last night, Ако се сеќаваме од синоќа, we said that from 1798, рековме од 1798 the papacy, the first beast, папството, односно првиот звер, works in darkness. делува во темнина, She's using different methods каде што користи различни методи to fulfill her plans. да ги исполни своите планови. We spoke about this society of Jesus, Зборувавме за језуитскиот ред, the order of Jesuits of the Roman Catholic Church. језуитскиот ред на Римокатоличката црква. And we saw how they have two main reasons for the establishment of this order. И видовме дека имаат две главни цели зошто бил воспоставен овој ред. The re-establishment of the papal supremacy in the world Да се воспостави одново папската превласт во and the целиот свет destruction of the Protestants. и уништувањето на протестантите. Now, this is the site, the Jesuits, the main site worldwide. Ова е главниот сајт на језуитскиот ред. Listen here, the Society of Jesus in Numbers, this is 2022 edition. Значи, овде се работи за ова списание од 2022 година. These are the numbers that are being presented publicly in front of the people. Значи, овде станува збор за нивните бројки кои што отворено ги And they say објавуваат. that in 1st January 2022, И се вели дека на 1 јануари 2022 година there were имало 14 almost. 14.439 језуити во цел свет. These are the numbers that are being presented to the public. Овие се, значи, Yes. јавните Now. бројки што ги објавуваат во јавност. A question is being asked. Но сега се поставува прашање. What is the geographical distribution of the Jesuits in the world? Каква е географската дистрибуција на језуитите по цел свет? Where they are working the most? Каде ги има најмногу, односно каде делуваат In what најмногу? regions of the world they are working? Во кои земји или региони во светот работат? And now listen here. И Almost сега слушајте. 4,000 they are working in Asia Pacific. Речиси 4.000 во Азија и на Пацификот. And the next place, the most Jesuits, this is North America, especially Canada and United States. А потоа на второ место најмногу во Северна Америка, особено Канада и Соединетите We држави. said that the dragon went after the woman. Рековме дека змевот отиде по жената. Have you heard about the president of United States, Abraham Lincoln? Сте слушнале за американскиот претседател Абрахам Линколн? Do you know that he was killed, assassinated by the Jesuits? Дали знаете дека тој бил убиен во атентат од језуитите? Yes, this is a picture Знаете? depicting what happened during that time. Ова е сликата која што прикажува што се случило во тоа време. The Lincoln assassination, a Jesuit conspiracy.
Атентатот на Линколн, језуитски заговор. Listen what Abraham Lincoln said about the Jesuits. Слушнете што кажал самиот Линколн за језуитите. He is saying all the bad things that are happening in my country are happening because of the work of the Jesuits. Сите лоши нешта што се случуваат во мојата земја се случуваат заради језуитите. And he is speaking about the influence of this order in the nation of America. И тој тука зборува за влијанието што го има језуитскиот ред And he во said Америка. once, if I will be killed, you have to know this is the work of Rome. И има изјавено Линколн дека ако бидам убиен, да знаете однапред дека тоа ќе биде делото на Рим. And just like we spoke last night, И како што говоревме и синоќа, they established schools тие воспоставиле своји for the училишта Protestants, за протестантските where they деца, educate the next generation of Protestants. каде што ќе ги образуваат следните генерации на протестантите. Georgetown University, Универзитетот Џорџтаун, established in 1789, кој што бил основан 1789 the година, oldest најстариот Catholic Jesuit University in the country. католички језуитски универзитет во земјата. Yes. Last night we spoke about the Trump's family ties with Georgetown. Синоќа исто така зборевме за врските на семејството на Трамп со Џорџтаун универзитетот. The man that is ruling right now for the elections in the United States of America. Човекот кој што сега е кандидат за председател на Соединетите американски We држави. show about his children that graduated this Jesuit university Како in неговите America. деца дипломирале од овој језуитски универзитет во Америка. Now, Сега, do you know that at the moment in America, дека во моментов во Америка, in the Supreme Court of Justice in America, во Врховниот суд на Соединетите американски држави, from 9 Supreme judges, од страна на 9 врховни судии, 6 of them are Roman Catholics. од вкупно 9, шесторица се римокатолици. So when they are going to enforce laws, Значи, кога ќе наметнат закони, what type of laws they are going to enforce? какви закони ќе наметнат? Whose agenda is America going to fulfill? Чија агенда ќе ја исполнат Соединетите американски држави? 6 Catholics on the Supreme Court. Шесторица католици во Врховниот суд. These are the 6 Roman Catholics. Ова се шесторицата римокатолици во Врховниот суд. Yes? Now, do you remember where was the birthplace of religious freedom in America? Каде беше родното место на верската слобода во Where Америка? was the Constitution Каде signed? беше подпишан remembers? уставот во Америка? Кој се сеќава? Philadelphia. Филаделфија. Now, listen here. This is Слушнете сега. 2015 Ова е од 2015 година, World Meeting of Families. светски состанок на семејствата. Where was this meeting? Каде се одржал овој состанок? Philadelphia. Филаделфија. And all the Catholics from the whole world Сите католици од целиот свет се собрале came to America, во Америка, came to Philadelphia, во the Филаделфија, place of religious freedom, родното место на верската слобода, the place where the Constitution was written, место каде што бил напишан американскиот устав, and the papacy is coming to America, и папството доаѓа во Америка, saying that we need to protect our families. велејќи ние треба да ги заштитиме нашите семејства. And one of the best way to protect our families И еден од најдобрите начини да го is заштитиме to put семејството Sunday aside for worship. е да го ја одвоиме неделата како ден за богослужение. This was in 2015, Ова било одржано 2015 година, but we are in 2024. но сега сме 24 година. Then Pope Francis came into the Congress of United States. Потоа папата Франциск дошол во Конгресот на Соединетите американски држави. This was the first pontiff, the first pope to address US Congress. А папата Францис е првиот папа кој што се обратил
во јавен говор на Американскиот конгрес. Remember, those who Запомнете. flee from the persecution, Оние кои што бегале од прогонството, the papal persecution, од папското прогонство, find refuge in America. нашле прибежиште во Америка. But the papacy said, Но папството рекло, we will come after you. ние ќе дојдеме по вас. But when we will come after you, Но кога ќе дојдеме по вас, we are going to work in secret. ние ќе делуваме тајно. We are going to work in darkness. Ќе делуваме во We темнина. are going to move our in the chessboard of the world. Ние ќе влечеме потези на светската Till шаховска табла. we'll prepare the final movement. Додека не ги подготвиме последните потези. Look here, my brothers. When we read the Bible, Погледнете, you браќи и understand. сестри, кога ќе ја читате Библијата, ќе разберете. Pope Francis challenges the Congress Папата Францис го предизвикува Конгресот to heal world's open wounds. да ги исцели отворените рани на светот. Do you hear a bell? Дали слушате звоно? And the wound was И раната healed. беше And исцелена. the papacy is asking what beast to heal the wound. И папството прашува What beast? на кој звер, чиј звер треба да биде исцелена раната? United States of America. Listen. Соединетите американски држави. This is the moment when Pope Francis, the first pope in history, Ова е моментот кога папата Францис, првиот папа во историјата, addressed the Congress of United States. му се обраќа на Конгресот на Соединетите американски A држави. Protestant nation Една протестантска нација is opening their arms ги отвора своите преградки for the papacy. за папството. Listen how it's being seen and regarded and applauded Видете како е дочекан, како е аплаудиран by the leaders of this country. од водачите на оваа земја. Listen, Слушнете. look here. For the Погледнете. first time in history, За прв пат во историјата, the dragon said, змевот рекол, I will come after you. ќе дојдам по тебе, I will destroy you. ќе те уништам. And we see this being fulfilled just before our eyes. И гледаме како ова се исполнило пред нашите And очи. if you look through the years, my brothers and my sisters, И ако погледнете низ годините, браќа и сестри, most of the significant programs in the Roman Catholic Church, најважните програми во Римокатоличката црква, if it was for the families, ако се работи за if it семејствата, was for the young people, за младината, when they choose a geographical location to do these things, кога бираат во која географска област ќе се состанат да ги вршат овие choose дела, America. тие секогаш ја бираат Америка. the most colleges, Catholic colleges and universities in the world are in America. Најмногу католички училишта и универзитети во светот се Why? наоѓаат во Америка. Зошто? Why? Зошто? For what reason? Со која цел? Persecution is coming. На доаѓа прогонство. And as the people of God are sleeping, И додека Божиот народ спие, the enemy is not sleeping. непријателот не спие. 2016, 2016 година. a youth meeting in America in Washington, D.C. Младенски состанок во Америка, во Вашингтон. Look here. This is an invitation from Pope Francis to the, Ова е еден повик од страна на Youth папата Францис, in America especially. упатено до младината, особено на американската младина. Amid their differences, they believe one common thing. И покрај сите нивни разлики веруваат во една заедничка Jesus работа. Исус is waiting for you, Pope Francis. Исус те очекува, папа Францис, Washington, D.C. во Вашингтон, главниот град. And he is inviting the young people И тој ги повикува младите луѓе to participate to this moment.
да земат учество во овој состанок. I just want to underline 2-3 things and we are closing tonight. Би сакал да подвечам 2-3 работи и завршуваме за вечерва. Do you know this man? Го знаете ли овој човек? Donald Trump. Доналд Трамп. Now, this is the cover of Time magazine. Значи ова е насловната страница на списанието Time. Here was during the election when Ова е Donald во Trump времето кога was elected first time. кога прв пат Доналд Трамп беше избран за председател. This was Donald Trump and this is Hillary Ова е Clinton. Доналд Трамп со Хилари Клинтон. Do you know what is written here? Дали знаете што пишува тука? The end is near. Крајот е близу. And here Donald Trump, his slogan И тука паролата на Доналд for Трамп the election, he's saying, make America да ја great направиме Америка again. голема уште еднаш. How should we make America great again? Како ќе ја направиме Америка повторно голема? And when Donald Trump was elected, И тогаш кога Доналд Трамп бил избран, the first time, за прв пат it was because of the evangelical movement in America. првиот пат беше заради евангелското движење Look here. во Америка. Trump elected president Овде пишува Трамп избран за председател thanks to 4 in 5 white evangelicals. благодарение на четворица од 5 бели евангелици. White evangelical voted overwhelmingly for Donald Trump. Белите евангелици доминантно гласале за Доналд Трамп. So he was elected because of the Protestants in America, Значи Доналд Трамп првиот пат бил избран заради протестантите во because Америка, he is saying, затоа што тој he вели, said that time, бидејќи тогаш if you велел, elect me, ако ме I изберете, will listen the voice. јас ќе го слушам вашиот глас. This year, I will show you tomorrow. Но утре ќе ви He is покажам promising to the Protestants in America. што ветува Доналд Трамп сега на If you elect me американските as протестанти. president, Ако ме изберете сега за I председател, will enforce the Congress јас ќе наметнам во Конгресот to push for a Sunday law of worship in all United States. да издаде прогласи неделен закон во целата територија на Соединетите Американски Sunday will држави. be a day of worship for all people. Неделата да биде ден на богослужение за сите луѓе. Vote me. Гласајте за мене. This is what he is saying. Тоа е ова што Доналд Трамп денес During го that кажува. Have you heard about Billy Graham? Се слушнале за Били Грам? Do you know who is Billy Graham? Дали знаете кој бил He Били died. Грам? He Тој was умре. the most known Baptist preacher. Тој беше најпознатиот Worldwide. баптистички проповедник ширум целиот свет. So after Billy Graham died, По смртта на Били Грам, his son, неговиот син, during that time when Donald Trump was elected, во тоа време кога Доналд Трамп беше he избран за was председател, traveling in all United States of America, синот значи на Били Грам пратувал по целата земја Соединетите trying Американски to држави, convince the people обидувајќи се да го убеди народот that the reason why America is in so much mess and problem да го убеди народот дека причината зашто Америка се е во толку голема белја и it is проблеми because we have been pushed out God from this nation. е затоа што ние го и истиснавме Бога од оваа And the нација only hope that America has и дека единствената надеж што Америка ја има сега is that the church in America will involve in politics. е само тогаш кога црквата во Америка ќе се вмеша во политиката. Listen, Послушајте. Нашата земја е во неволја. Значи истата е. Единствената надеж што ја имаме во оваа земја црквата да се вмеша во политиката. Во 2016 година патувал низ сите сојузни држави на Америка, повикувајќи го народот да се моли, да гласа, да учествува
Listen, Јас верувам дека црквата и Исус Христос ќе направат разлика во оваа земја. and the Bible is saying that this nation is going to speak as a dragon. А Библијата ни вели дека оваа нација ќе проговори како змев. These are the leaders of the evangelical churches in America. Ова се водачите на евангеличките цркви во More Америка. than 25 pastors. Повеќе од 25 пастори They are praying for the new president. се молат за новиот председател Bring back God in this nation. да го врати Бога во оваа нација. Let's pray. Да се помолиме заедно. And they are praying for him. И овие 25 пастора се молат врз Доналд Трамп. Catholics are an important part of the American story. America has been strengthened by hardworking. In this video, И ова видео, Donald Trump is saying, if I will be elected as president, Доналд Трамп изјавува, ако бидам избран за I will председател, work more closely with the Catholic Church. ќе работам по-блиску, по-присно со католичката црква. This is Donald Trump. Ова е Доналд Трамп, This is Hillary Clinton. Хилари Клинтон, And this is the master puppet in the middle. а овој во средина е главниот полтрон. Do you see it? Do you see what we read from Great Controversy? Дали забележавте што читаме во Yes. големата борба? The Jesuits are staying close to the rulers of the world. Како језуитите се наоѓаат блиску до земските водачи, Whispering in their ears шепнувајќи им во уво the plans for the future. какви планови да прават за воиднина. In the middle, Во средината, he во is, средината, look here, погледнете, the first beast првиот звер во that средина, is working. како делува. I want to close with this quotation tonight. Би сакал да завршам со овој How цитат many of you вечерва. understood what we have studied so far? Колку Is мина this од вас one? досега разбравте што проучувавме досега? Do you see the dragon going after the woman? Дали Do you видовте see? како змевот отиде по жената? Do you see how many steps are being taken for the final conflict? Дали забележавте како се направени многу чекори за завршната битка? Listen what Ellen White is saying. God's word has given warning of the impending danger. Елена Вајт изјавила, Божјото слово не предупредило за опасноста што се наближува. Let this be unheeded and the Protestant world will learn Ако ова предупредување не биде послушано, тогаш протестантскиот свет ќе научи what the purposes of Rome really are. какви се на вистина целите и намерите на Рим, Only when it is too late to escape the snare. само тогаш кога ќе биде предоцна да се избегне She is стапицата. silently growing into power. Оваа сила тивко се издигнува на власт. Her doctrines are exerting the influence in legislative halls. Незините доктрини го вршат своето влијание во законодавните собранија. The Supreme Court of Justice. Например, Врховниот суд во Америка. In the churches and Во in the hearts црквите of и men. во срцата на луѓето. Steadily and unsuspectedly, she is strengthening her forces. Та во прикриено и без сомневања таа ги To јакне further, своите сили to further her own ends when the time shall come for her to strike. да ги исполни своите цели додека настапи времето за завршниот удар. All that she desires is a vantage ground. Се што сака, таа е подготвен терен, And this is already being given а her. тоа веќе и е овозможено. What she wants? Што е тоа што сака, што An бара? advantage. Сака предност, A position from where to strike. позиција од каде што ќе зададе удар. Is she having this position right now? Дали сега ја има стекнато таа Especially позиција, in United States of особено во America. Соединените Yes or no? американски држави, да или не? My brothers, this country Браќи и сестри, оваа земја was the country of religious freedom. била земјата на верската слобода. This country
Оваа is the земја birthplace of the Advent movement. била родното место на адвентното движење. And from 1798, И од 1798 the book година of Daniel was open. книгата на пророкот Даниел е God отворена. gave to his people the possibility to preach the word with power. Господ на својот народ му ја дал можноста да го проповеда Under словото со the сила, unction of the Holy Spirit, со помазанието на Светиот Дух, that we may warn the people for what is going to come in the future. за да го предупредиме народот за она што ќе дојде во иднина. Because the enemy is working in secret, in darkness. Бидејќи непријателот делува во тајност и во темнина, But the church of God, но Божјата црква, what we are doing, што правиме ние? we are sleeping. Ние спиеме. Do you know, my brothers and my sisters, Дали знаете, браќа и сестри, in Skopje, во Скопје, in every season of the year, во секое годишно време, spring, пролет, summer, лето, autumn, winter, есен, зима, you have to preach with power these messages. треба со голема сила да ги проповедате And оваа you know порака. why? Дали знаете зошто? Because right now, Бидејќи токму if сега, in the past ако во минатото we preach about the things that were being seen in the future, сме проповедале за нештата кои што биле видени да се случуваат за people воиднина, were listening the messages и народот, ако ја слушал пораката, and they put question marks. и поставувале прашалници, Is it true? дали е It will be вистина, fulfilled? дали ќе се исполни, But right now, но сега, when you preach about these things кога сега би проповедале за in овие front нешта, of the whole world, пред целиот свет, people may see the fulfillment. луѓето веќе може да го видат исполнувањето. And then people, they will make a decision. И тогаш луѓето ќе се одлучат. In Romania, Во Романија we have started a work in the great cities of the country. започнавме едно дело во големите градови на земјата And by God's grace, we want to preach the three angels message. и со Божја благодат сакаме да го проповедаме never троангелската before. порака како никогаш порано. I was with my friends Бев заедно со своите пријатели in a large city in Romania, Oradea. во еден поголем град во Романија, Ораде. This is a city crowded with a lot of evangelical. Ова е град во Романија Pentecostal. во кој што се концентрирани Baptist. многу протестанти, Many евангелици, churches, thousands of churches. многу верски заедници, Of илјадници, со илјадници членови. Every street corner you see a big church. Секаде на секој градско ќоше ќе видите некоја голема And we црква. said we need to do something for these people. И рековме да направиме нешто за овој народ. We prayed, Се молевме, we prayed, се молевме, we fast, се we постевме, rented a hall, изнајмивме сала and we invite the people. и го поканивме We народот. went to a radio station, Отидовме во една an радиостаница, evangelical radio station. една евангеличка And we протестантска said for радиостаница. this period, 10 days in the city, И останавме период од 10 дена во овој град, we have a series from the book of Daniel and Revelation. каде што одржавме серија предавања од книгите на пророкот Даниел и Откровението. My brothers and my sisters, Браќа и сестри, more than 400 people повеќе од 400 души participate to this meeting. учествува на овие состаноци. The majority were people outside from the church. Повеќемината беа луѓе надвор од црква. I think 100 people, members of the Seventh-day Adventist Church, were Беа present. само околу најмногу 100 адвентисти. Do you know they were staying with the mouth open, listening? Тие со зината уста Why? слушаа со голем интерес. Значи, Because in their churches, зошто бидејќи во нивните this цркви message is not being presented. ваквите пораки не се They презентираат. never hear about this. Тие никогаш не чуле за And we вакви have работи. this great advantage from the Lord.
А ние ги имаме оваа голема предност од Господа. Now is the time. Сега е времето, We don't have to wait не треба да чекаме that the Congress of United States to enforce the Конгресот Sunday на law. Соединетите држави да го наметне неделниот закон. Prior to fulfillment of these things, Дури пред да се исполнат овие we need работи, to preach to the people. треба да му проповедаме We на need to народот, present to the people the word of God. да му го представиме на народот Божјето слово And in a special way, и на посебен начин pray for the people. да се молиме за луѓето. Pray for them. Молете се за Ask нив. the Lord to give you plans Барајте од Господа да ви даде for the планови work that needs to be done in this city. за делото што треба да се изврши во овој град, Because the time is very short. бидејќи времето е многу близу And we need to be engaged in the И work of God. треба да земеме учество во Божјето дело. How many of you understood what we have studied? Колку мене од вас досега разбрале што проучувавме? May the Lord help us Нека Господ ни помогне to understand that during this time of freedom, да разбереме во ова преостанато време на слобода. the book needs to be open. Книгата треба да биде отворена. Not any kind of book. Не било каква книга, The book of Daniel. туку книгата на пророкот The book of Даниел, Revelation. книгата на Our Откровението. Advent message Нашата адвентна порака has to be presented in the whole world. треба да биде препроведена во целиот And let свет. me close with this. И дозволете ми да завршам со ова. Remember, Запомнете, when Elijah was alive, кога Илија, he's still alive. when Elijah was alive during that time, Кога Илија бил жив во времето на where God Тој период- sent Elijah to work. Do you remember? We studied last се night. сеќавате Where? каде Господ го испратил пророкот Where? Илија? In the hometown Во родното место, родниот Of- град на of Jezebel. Завелја, да. Now, А when, сега? when Elijah is in public, come out from the wilderness, Сега кога Илија е во јавност, значи вратен од пустината, now Jezebel is working сега Завелја делува in secrecy. во тајност. Where do you think she will work? Каде мислите дека работи и Where do you делува? think? Каде? My brothers and my sisters, Here. in the house of Во- Elijah. Во домот на Илија. This is the reason why you have in the Seventh-day Adventist Church Ова е причината зошто во Адвентистичката црква имате only few preachers само малку проповедници that are daring to preach this кои message. што се осмелуваат да ги проповедаат овие пораки. This is the real reason. Ова е вистинската The причина. enemy is working even among us. Непријателот делува дури помеѓу нас. And may the Lord help us Но нека Господ ни помогне to remain да останеме faithful верни, to the faith верни на верата that was once која delivered. што еднаш и била the saints. предадена на светиите. Amen. Амин. Амин.